Лични причини и заштита на нечии интереси. Ова се дел од мотивите кои директорот Арафат Муарими ги посочи како позадина поради кои бил извршен незаконски претрес во Управата за финансиска полиција. По анонимна пријава со барање за претрес без докази и со лажни податоци. Претресите беа тенденциозни и со единствена цел да се наруши мојот личен углед, угледот на целата институција, да се доведат во прашање сите сегашни, а и идни постапки кои управата ги води, а се со цел да ги заштити интересите на неизини блиски луѓе, пријатели, соработници, за кои во управата постојат предмети. Дали претресот е начин Вилма Русковска да дојде до предметите кои што управата ги работи и да изврши директен увид во тие предмети, со оглед на тоа дека бара да и се достави целокупната документација. На брифингот со новинарите Муарими најави и кривични пријави за трите обвинителки предводени од Русковска, кои постапувале во предметот за злоупотреба на службената положба и фалсификување на исправа. Рече дека при претресот обвинителството излегло од она што е напишано во наредбата. Една од незаконитостите е дека не смееле да вршат претрес без присуство на министерот за финансии или негов представник, бидејќи управата е под ова министерство. Од позиција на моќ, злоупотребувајќи ја својата функција, ова што Вилма Русковска го направи не е ништо ново, ова не е исклучок. Ова е патерн на нејзиното однесување и делување. Кршење на закони, злоупотреби, закани, ќе се сетите на пораката на судијата дека ќе го истресе од гаки и слично. Муареми вели не е задоволен од соработката со обвинителството за организиран криминал и дека дел од големите предмети кои претходно ги сработеле стојат во фиок или се отфрлени од ова обвинителство. Зошто основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција од нас не побара да се извршат проверки во актуелни истраги, да се испита потеклото на парите за Мијалков, за Груевски, за Орце Камчев, а експресно постапи по оваа анонимна пријава и дојде претреси неосновано и незаконски да прави. Муареми ги негираше тврдењата на Русковска за претресот и застана на линија со Јовески, кој утврди низа неправилности. Републичкиот обвинител не се мешал во незината работа по конкретни предмети, туку надзорот е направен по претставка за незиното обвинителско постапување, вели Муареми. Според него не е точно ниту изјавата на Русковска дека имало 300 предмети од анонимен пријавувач во финансиската полиција, ниту дека постои можност да се поднесе жалба до кривичен совет за наредба за претрес. При што? Го намалил бројот на епизодите од